да престанат веќе малтретирањата и теророт, бркањата од работа, физичките пресметки врз граѓани на Република Македонија кои што имаат българско сознание. Затоа во оваа пригода сакам да се заблагодарам на Министерството за внатрешни работи кое што на најдобар можен начин го организира обезбедувањето на овој собир и се надевам дека нашата соработка ќе продолжи и понатаму. Би сакал да напоменам дека во моментите кога се промовира иницијативата за откривање на спомен биста на Ванчо Михајлов тука во Велес, двајца пратеници во Собранието на Република Македонија, пратеници од Велес, отворено повика на линч. Сега ќе ги цитирам нивните зборови. Значи, пратениците Илија Димовски и Маријанчо Николов, едниот од така нареченото ВМРО, ДПМНЕ, другиот од така наречениот социјалдемократски сојуз, изјавија дека треба да се спречи поставувањето на бистата на Ванчо Михајлов во Велес, затоа што тоа бил контроверзен историски лик, а Илија Димовски, кој што, како што гледаме нешто како портпарол на ДПМНЕ во моментот, смета дека со тоа ќе се предизвикаат многу негативни реакции во земјава. Еве што вели сограѓанинот на Велешан Илија Димовски. Дефинитивно Михајлов е многу контроверзна историска личност во земјава поради своите пробугарски ставови. А јас прашувам, дури некој да греши, забрането ли е да има пробугарски ставови? Кој може да го забрани тоа? Не е ли ова фашизам? Од чија страна е овој фашизам? Од пратеник на ДПМНЕ, односно како што е сега идеолошки конституирано ДПМНЕ, јас би го нарекол ДПМНЕ Ваљево, српска експозитура тука во Македонија. Зошто некој ако има пробугарски ставови не смее да поставува своји обележја? Зошто некој ако има провлашки, просрпски, промакедонски, македонистички, протурски, проалбански, проамерикански ставови, зошто да е забрането да изразува своји ставови? Каква е таа логика? Дали со таа логика власта, ДПМНЕ Ваљево и Република Македонија ќе влезат во Европската Унија и во НАТО? Освен тоа, тој вели Велес бил интелектуален центар на преминот од 19-тиот во 20-тиот век и има толку многу личности кои треба да го одбележат градот и да се постават нивни обележја. Велес имал прв библиотекар, на каква библиотека? На болгарска, но тој не го кажува, тоа веројатно не го ни знае. Прва актерка, тука се преродбениците Чуповски, Жинзифов, Главинов. Многу важно е да се потенцира една работа. Илија Димовски, не знам дали знае, дека неговата партија, така наречената ВМРО ДПМНЕ, своите конгреси ги брои од 1990-та кога е формирана наваму, вклучувајќи ги конгресите на историското ВМРО. Значи, од 1893 до денес, ВМРО ДПМНЕ, оправдано или не навлегуваме во тоа, си ги брои и конгресите од формирањето на историската организација. Значи, самиот Илија Димовски, кутриот, ги брои конгресите на неговата партија и од периодот кога нејзин лидер бил Ванчо Михајлов. По каква логика тогаш бара да не се става обележје на Ванчо Михајлов тука во Велес, кога самата негова партија се декларира дека е наследник на Ванчо Михајлов? Абсурд. А повторувам, тој тврди тука дека Ванчо Михајлов имал пробугарски ставови. Значи, Илија Димовски има пробугарски ставови. Што се однесува до другото лице, Маријанчо Николов, од така наречениот социјалдемократски сојуз,
Сакам да потенцирам дека тој е представник на партија која што порано се нарекуваше Сојуз на комунистите на Македонија, беше дел од Сојуз на комунистите на Југославија. Истата партија по Втората световна војна го прекрсти Велес во Титов Велес. По паѓањето на така наречениот комунизам, во почетокот на транзицијата, нивниот сегашен лидер Бранко Црвенковски изјави дека името Титов како префикс на Велес било веќе анахронизам. Го сменија името и го вратија старото име на градот Велес. Се прекрстија од СКЮ СКМ прво во СКМ ПДП. Потоа се прекрстија во СДСМ, Социјалдемократски сојуз на Македонија. Истите тие кои што претходно се колнеа во Тито, сега рекоа дека Тито е анахронизам, па по 10 години побараа да има споменик на Тито, а сега никаде ги нема. Како можеме за сериозни луѓе да ги сметаме нив? Јас мислам дека нашиот народ таквите луѓе ги нарекува фурнажиски лопати. Тоа е така наречениот Социјалдемократски сојуз, тоа се пратениците од Велес, кои што фактички не се од никакви различни партии. Тоа е една иста партија, тоа е некогашниот сојуз на комунисти, на Македонија или на Југославија, чија што филијала наречена Служба за државна безбедност или УДБА ги формира речиси сите политички партии во Република Македонија, вклучувајќи ја и така наречената ВМРО ДПМН, односно ДПМН Ваљево. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беше на власт во 90-тите години, кога се кршеше ембаргото кон Србија, кон земјата агресор во војните во Хрватска и Босна и Херцеговина. Ние многу добро знаеме за геноцидот во Сребреница, многу добро знаеме како страда и како беа бомбардирани Дубровник, Вуковар и Сараево. По аналогија и според чиста логика, бидејќи Социјалдемократскиот сојуз го кршеше ембаргото кон Србија, може да кажеме дека Социјалдемократскиот сојуз фактички ја финансираше војната во Хрватска и во Босна и Херцеговина. Социјалдемократскиот сојуз и Маријанчо Николов ги финансираа бандите на Шешелј. Тие банди на Шешелј денес добиваат свое финале на судските процеси во Хаг. Фашизмот, великосрпскиот фашизам во 90-тите години беше поддржан од така наречениот Социјалдемократски сојуз. И сакам да им кажам на Илија Димовски и на Маријанчо Николов и на нивните лидери, лидерчиња на двете така наречени партии, фактички една иста партија, да престанат да се занимаваат со нас, да престанат да го обвинуваат Ванчо Михајлов за фашизам, бидејќи Ванчо Михајлов никогаш не застапувал фашистички идеи. Нема никаков писмен доказ за тоа, никаква изјава, интервју, напишана статија или книга. Додека така наречениот Социјалдемократски сојуз и нивната основна организација на здружен труд, нивното ООЗТ, бидејќи нивните кадри сега се префрлени во владеачката партија, ДПМН Ваљево, тие всушност со нивното повикување на линч застапуваат фашистички ставови.